Да ви кажам искрено, ова јутубот е страшна работа, заразно. Син ми да е жив и здрав, се уште е така тинејџер, не е помалетен, гледа, анализира, бројки, доаѓаме до констатација топ Лазаров YouTube канал, топ гледаност, невидена, бум. И искрено јас сум негов навијач. Не гледам баш толку интензивно редовно, меѓутоа добар просек на гледаност имам. Гледам и го гледам последново. Има што да видам. Лазаров малку почнува да плаче. Да плаче, оти не добиле златна бубамара. Врз база на аргументи зашто не ја добиле, си ги наведува. Ја фали бубамарата и ние ја фалиме, и јас го фалам Ранко за кого сум пишувал текстови за бубамарата на неговите почетоци кога го бираше Гого Јовчев. Не се, и го гледам, плаче Лазаров, плаче Зоки Фаци. Добро човече, позитивно. Нити ми е пријател, нити го знам, не се познаваме, во секој случај за мене позитивно. И мене ми доаѓа, да ви кажам искрено и ја да. Ајшо ме мала алергијата, што плачам. Кога почнав и ја да си плачам. Те за Лазаров, те за Зоки Фаци некоја награда дојде од 2012. Па никој не објавил. И почнувам да плачам, па, како викаат, од плачка оди на смејачка, па почнувам да се смеам и еве ти ја нашата нова емисија на YouTube каналот од Гутов за златниот зајак, односно златното црвено-црно магаре. Гледајте и видете. Да ви кажам, и смејачка и плачка се оди на едно место, ама тоа е YouTube, затоа е интересен, затоа е наш, затоа трпи. И вечера ќе имаме едно мало, да кажам, стриптиз шоу, каде што ќе ги минуваме гардеробите во зависност од тоа дали сме златен зајак кој трчи понад преварите на Вардар, дали сме црвено-црно магаре кој го товара со проблемите на Вардар и кој стоечки ги држи и кој го сака Вардар, кој ги сака тие негови навивачи и гине за нив. Дали ми е жал што, ете, и мене како Зоки Фаци, никој не ме спомена жив кога бев единствен новинар во Јужна Африка 2010. Од 2014 у Бразил, Бог да чува да им текне дека Мијалчо Дургутов е единствен македонски новинар у Бразил, некој да ме спомне, да ме побара од Рио де Жанеиро, од Копакабана, нешто да им кажам на лице место. Боже, сачуј. 2022 у Катар, абе, у Катар бев, леле. Сега да го сменам дресот, ова за црвено-црното магаре, да го облечам тој дрес и ќе ви кажам како од златниот Лусеил, она златната купола во Доха, слетав на автокоманда Вардар Сини и се качи по скалите и кај ми пропадна гујзерицата у новинарската свечена ложа на стадионот во Маџари, гледајќи го, мислам носејќи го на грбот Вардар црвено-црното магаре. Леле, Вардар! Овој дрес ќе го облекувам и го купи сопругата. Еве, мој добар пријател, стар комита, кога ме назначија за потпорал, ми вети дека ќе ми купат дрес да ги држам прес конференцијата, ама добро, подзаборил, најверојатно е оптоварен со сите проблеми. И не се лутам, јас ќе го купим. Овој цеки си купам нов, овој 2990 денари, и тој ќе си го купам. Ама признанието зашто не ми го дадоа? На црвено-црното магаре не му го дадоа признанието. Еден од тројца или четворица новинари на сите времења кои го подржувале вака. Ај ќе се подсетат овие другари од веде раководството ќе ми го дадат и тоа заслужено признание. Им благодарам однапред. Гледайте сега. Значи, Лазаров и Зоки Фаци наистина малку се поплакаа. И јас ги следам на нивниот подкаст, на нивниот YouTube канал и си велам малку ја да поплачам. Ми тоа да кимнам ова алергијата ме мало.
Одам ја за Доха, од сите тамо можни 11 стадиони, 9-11, колку беа, веќе позаборев, отидов на сите поеднаш. Гледав Англија, Америка, Иран, Холандија, Хрватска ја гледав, Србија ја гледав, шо се не изнагледав. Слетувам од Доха, се враќам назад. Одиме на автокоманда Вардар Авсими. Прво пролетно коло отворили. Другари мои златни вардарци. Ова златна публика, зошто плачам? Зошто не ми дадоа златен зајак да ми дадат? Или златен црн зајак? Па 30 надпревари во 2023 година. Да го следиш Вардар на 30 надпревари. Во живо или во slow motion, со мала подршка на екипата на продукција Скок. За 10 месеци, од февруари до декември. Значи во просек, како доаѓа, по 3 надпревари месечно сме го имале Вардар на нашиот YouTube канал. Па на телевизија да ги гледаш е напорно да измонтираш головите, акциите, центаршутовите на овие Вардарови фудбалери. Ние во живо го гледавме тоа. И сега, за продукција Скок за Милчо Дргутов, нити има златен црвено-црн зајак, нити некој да им текнеше златно црвено-црно магаре. Абе, магаре сме за Вардар. Абе, носиме, се носиме, правиме за Вардар. Ништо, сега ние ќе плачеме. Зошто ве не ми дадоте? Па Лазаров плаче за златна бобомара, Ранко не му ја дал. А Ранко да ја дадеше на комитите, настрана се тоа што го зборува. 2023 година, Вардаровата навивачка група комити го спаси Вардар од пропаѓање. Настрана сето она што стои пред нив, зад нив и во традицијата, во историјата на комитите. Комитите се тие кои го спасија Вардар, националната фудбалска гордост, а Ранко златна бобомара не се сети. Ај мене што не ми даде. На нив. А мене златен зајак и за светските првенства. Леле, трчајки 9 светски првенства. 9 по 4, 36 години. Чекај да го смениме дресот за Бразил. Девет светски првенства. 2 прстена. Одбележени мундијалите на прстена. Од Италија до Катар. 1990-2022. На самиот прстен. 9 по 4. 36 години мундијалски. И нема златен зајак за Милчо Дргутов. Нема златно магаренце, офарбано црвено-црно. Златна бобомара? Не сум во конкуренција. Љоки Фаци добил 2012 година на вредна награда, мислам дека се сеќавам и заслужено беше. Тоа е добар тип. Знае шерет да биде се шего, позитивен во секој случај. Го гледаат луѓето. Ако го гледаат, значи добар. А после може да зборуваат за него што сакаат, ама го гледаат. Меѓу тие што гледам сум јас. И вели, добив награда ние на телевизија, ние еден медиум, ние еден портал не објави за мене. Добра, позитивна провокација од Зоки во Катар, во Доха, 2022 година, во почетокот на декември. FIFA. Тоа е ова FIFA. Гледате пенкалци во FIFA? Нема многу вакви во Македонија. Нема многу вакви. Евеа. Јубилејна капа на FIFA. Екстраординари FIFA конгрес Сеул 28 мај 2002 година. Во Доха FIFA додели признание на сите новинари од целиот свет, на сите светски новинари кои имале 8 и повеќе светски првенства за себе. Милчо Дргутов не го доби. Многу пати сум го гледал Бразил во финалето. Тоа било некој многу силен критериум, не другари. Не, дами и господа, Милчо Дргутов немаше кој да го предложи во Катар. Никој не го предложи за да добие наградата. Јас си плачам, исто како Лазаро што плака из Зоки Фаци, си плачам, си го носам на Бразил дресот, сум го гледал еднаш, 2 пати, 3 пати, колку пати во финале? Многу. У предимни групи, у четврт финале, Бог да чува, не можам да ги избројам. Плачам,
А чекай сега за FIFA. Продолжението за FIFA, гласањето за FIFA да го чуе. Да го сменам тресот само. Бафана, сега Бафана оди. Дзе. Дзе. Бафана. 43 дена во најопасниот град на светот тие години пролетен, Джоханесбург. Од почетот до крај на светското фудбалско првенство Јужна Африка 2010 година. Раритет. Зошто го кажувам ова? Да ви кажам за разлика од Зоки Фаци. Значи сега назад навраќајќи се 2010 се сетија. Новинарите од македонската телевизија се сетија. Еден славен коментатор, не кажувам имена. У пензијата да се. Ми се јави на финалето. Леташе хеликоптерот вака над Сокер Сити стадионот, влего во живо во програма. Зоки Фаци, гледаш некој пат ќе ти игра, треба да почекаш ти младци. 2012 не те спомнали, 2022 те заборавили. Или жив и здрав 2032 ќе освоиш награда, ќе те кажат. Теш мене ме кажувале наназад. Уживо им влегов во програма, у студио. Гостуваат тама еминентни личности. Тоа светско првенство е не за златна бубомара, да ви кажам, пиштоли, убиства, полиција, кражби. Не, аз се што не видов. Овој прстен го носев, ме молеа да го симнам, бидејќи ќе ми исеше целата рака заради прстен. Не го симнам. Ме чуваше човек што пиштол на појасот. Известува, пишува, се јаво и за спортските радија. Канал 4, спортско радио имаш. Тоа е! Нема златна бубомара, ништо, останува дресот, Бафана. Што да ви кажам, плачете. Чекајте. Зошто неам тој златен заак, бидејќи се утепав трчајќи по овие светски фудбалски првенства, овие европски фудбалски првенства. Леле, заборав да кажам, 11 финалиња во живо на Лига шампиони. 11 фудбалски тим. 11 финалиња на живо. Манчестер Юнайтед, Ливерпул, Челси, Порто. Кој сум гледал се? Сум ги заборал. Бајер Мюнхен, Валенсија, Реал Мадрид го гледав, Атлетико Мадрид. Стадиони. Сум летал. Сан Сиро, Гелзенкирхен, арената на Шалке 04, Ататурк стадион Истанбул, Олимписки стадион Атина. Кај сме видели други места? Абе, Мадрид, Истанбул. Еве го Истанбул. Мадрид, Истанбул. Али Сан Сиро 2016 беше најдраматично. Вембли, новиот Вембли. Манчестер Юнайтед, Барселона. А баш ке сум бил и на стариот Вембли. А сум бил и у трите Диснеленди. Затоа даваат ли златна бубомара? Гласањето за FIFA, се враќаме на домашен терен, ФФМ. ФФМ е сепак наш со сите аномалии, ние не можеме да бегаме и да не го сакаме ФФМ. Значи, доаѓаме на наш терен. Од 2016 година до 2023 година. Значи, требало, ако се соберат сите, треба да ми дадат 6,5 златни бубомари. Нон-стоп да гласаш за FIFA. 2016 кој беше селектор? Мрме Ангеловски. Капитен? Не беше Пандев, после да гледам Пандев. Не се сетам. Дојде друг капитен. Гласаше капитенот селекторот и јас 2016. Па остана селекторот, дојде Пандев капитен, гласаше Пандев, Мрме и јас. Го сменија Мрме, дојде друг селектор, Благоје Милевски, дојде друг капитен, Стефан Ристовски. Аба Мијалче другото пак остана во гласањето, во номинацијата на FIFA, на Светската фудбалска асоциација, каде што се избира најдобрите, кај што победувале Меси, Роналдо, не знам, ти реков, ми рече, каде што последниот, знаете кој победи, да не кажу. Не победи Халан, тој е другиот победи. Знаете кој? Се смени и Стефан Ристовски, се скара и тој со Благоје Милевски, си отиде, дојде нов капитен. Кој е капитен? Барди. И Барди гласаше последниот пат. Значи гласа Благоје Милевски, Барди и повторно Мијалче Доргутов. Ајде да броиме 16, 17, 18, 19, 20. 8 години гласање за FIFA. Поделено на 2. Не, поделено на 3,5. 1,5 златна бубомара требаше. Само за гласањето на FIFA да ми даде. Само за гласањето на FIFA.
доста плачење. Доста плачење. Дај да се насмееме малку. Ој, убав дрес, македонски дрес. Имаме национална фудбалска репрезентација. На мојот почитуван, ајде да го кажам, јутубер колега, не се сметам за некој голем јутубер, но така, го сакам, тој го почитувам. Зоки Фаци, 2012 која добил наградата, не го спомнам. Значи, јас сум партиципирал и сум потпорал, сега сум актуелен потпорал на Вардар, сум бил потпорал на Фудбалска федерација на Македонија, Фудбалски сојуз на Македонија 2002. Сум потпорал на една од подобрите, постабилните државни институции, Државен завод за ревизија, каде што работам како дипломиран економист. Колку години сум? Повеќе од 15 години потпорал. Некогаш името не сакале да ми го споменат новинарите, посебно спортските новинари. На камера ме сечеле, во дневните вестници ми сфрлале. Зоки бе. Не ги сакаат успешните бе, брат. Не ги сакаат. Ама ние си тераме. Ја не знам дали имал некој што бил потпорал на сите овие. На три, било кој три, 3 спортски клуби, 3 спортски асоцијации, 3 државни институции. Не знам на кој, на 3. На 3 приватни фирми различни. Дали бил некој потпорал? И ова е 0,5 златно булумар. Мислам златен заек, златно магаренце. Тоа е трчење. Тоа не е слава, тоа само трчиш. Трчиш на 30 надпревариш за Вардар. Пресконференции, брифинзи, јавување. Нема златна булумара, нема ништо. Заради тоа има еден добар синдикат. Ќе кажеме за него. Организира штрајк. И ние се спремаме за штрајк. Сега ќе видите зашто. Има еден златен синдикат. УПОС се вика. Многу добар синдикат. Да се пофолам и таму, може некоја златна булумара треба да ми дава таму. Не даваат магаренце, не толку товара, луѓето се покоректни. Председател на надзорен одбор. А надзорен одбор сум председател на синдикатот на УПОС. Пред да се претворам на УПОС и на штрајкот за македонскиот фудбалски караван. Еден од 5 новинари кои известува 1993 година од првиот официјален надпор на македонската фудбалска репрезентација во Крајн, кога не водеше Андон Дончевски, кога ги победивме словенците со 4-1, Емијалче Доргутов, еден од 5 спортски новинари. Значи сум јас. Никој не се сети во 30 годишнината на македонскиот фудбал да го спомене тоа, да го каже, а да ми даа златна булумара. Не. Има едно убаво признание кое ми значи признанието, ни го дадоа по повод 25 години, мислам е малку фатило прав. Добро е ово признание. Ова не е златна булумара, ама добро е. Ај сега вака. Доста со плачењето. Сега сме револт, ке се смееме. Почнуваме со штрајк. Со оглед 30 надпревари на Вардар за една година, за 10 месеци. Прво известување 1993 Словенија. 11 финалења Лига шампиони уживо. 9 светски фудбалски правенства, од кое првото Андреас Бреме го постигна голот од пенал. Бог да му душа прости, наскоро не почина. Пред неколку дена почина отида на оној свет заедно со Бекенбауер и Марадона да расправа за првиот мондијал. Европски правенства 6-7. Посети на најврвните стадиони, новиот и стариот Вембли, само тие ќе ги спомнам. Сантијаго Бернабе како дома, не знам, Сан Сиро. Многу добро. Сето тоа е во ред. Кога нешто не се почитува, кога црвено-црното магаре го товарате и му викате не умри магаре на зелена трава, кога златниот зајак не го добива тој што трча за македонскиот фудбал, за македонскиот спорт, кој го сака македонскиот фудбал, кој ги сака клубовите, кој го сака Вало, ја сака репрезентацијата, без оглед што ги критикувам селекторите. Со Благоје Милевски се видовме последниот фудбалски викенд, кога го правевме македонскиот фудбалски маратон, нашата емисија Караван, македонскиот фудбалски караван. Се поздравивме на стадионот Борис Трајковски во Мажари. Беше Благоје Милевски да го гледа на превод. Штрајк, другари. Штрајк. Мировање. Нема дерби. Дерби, нека се игра. Кој ќе се игра? Работнички? Нека игра. Убав тим.
Гоце Селовски добар тренер. Кој друг? Шкупи. Силен тим, ама. А го памтам Слободен Магнет од времето на Вацек Мининовиќ. Кој? Варда? Ова е мојот Вардан. Гледате? Ова е мојот Вардан. Од 72 година, кога Драга Мутибарич беше на служење на војниот рок, Југословенска народна армија, војна, а една сезона бранеше Бошко Кајгани, сега покоен. Со упос во организација, со нивните синдикални правила и барањето на своите права во ова фудбалска Голгота во Македонија. Тргнувајќи урникот на мощно успешниот, му посакувам здравје, среќа, енергија, младост на Лазаров, да ги урне сите можни рекорди, иако Сигур Џамбазов ќе му остане вече, не верувам дека ќе го урне некој. На Зоки Фаци здравје да му дава, да не се секира за наградите. Мјалче Дргутов и продукција Скок, мораториум, дводневен штрајк, согласно синдикалните правила на синдикатот НУПОС, со кригла пиво кај Вршац, односно кај нашиот драг пријател Јане, ќе се релаксираме, ќе одмараме и да ви кажам, мислам да ги споиме средите. Гледайте, 10 април, среда, неработен ден. 24 април, среда, неработен ден. 1 мај, среда, неработен ден. 8 мај, среда, неработен ден. Ќе паузираме и ќе штрекуваме до 19 мај, до крајот на фудбалскиот шампионат. Не. 1 јуни, одиме на новиот Вембли, финале Лига шампиони. Чао, златна бубомара, ние сме за златен зајак и златно црно магарце. Ако некој се сети да ни го дае, ќе бидеме благодарни. Поздрав и многу здравје и среќа и успех во животот.